Македонија живее и ќе продолжи да живее доколку го сонуваме сонот за Македонија и доколку се бориме тој сон еден ден да стане јавен. Доколку престанеме да го сонуваме тој сон за Македонија и доколку престанеме да ги следиме идеалите и аманетот на нашите предци, за жал ниту Македонија ќе живее, ниту ние со нејз. Затоа јас се користам оваа прилика и на оние помлади генерации овдека кои што се со нас, иако јас лично не се сметам за генерација која што еве во завршниот дел од својата политичка кариера, но зборувам за оние млади генерации, на онијата на млади сили, на сите оние кои што се денеска со нас овдека да продолжат да го следат идеалот и аманетот на генерациите пред нас и за Македонија, и за ВМРО, и за ВМРО ДПМН, да го надградуваат и прошируваат и навистина еден ден Република Македонија да биде горда и достоинствена што одгледала такви синови, керки, такви граѓани, такви жители во Република Македонија. Затоа тоа е многу значајно. Практично се во нашиот живот и должиме на Република Македонија. И токму тоа е основната димензија на македонизмот. Да си ја сакаме Република Македонија како наша мајка, да се ја почитуваме. Буѓето, како резултат на сите овие порази национални, недостоинствени однесувања на одредени политичари. Не зборувам само сега, зборувам и во минатото. Не зборувам само на националната основа, туку зборувам и на онаа останатата општествената социјалната димензија. Некако како да ја ставија во втор план љубовта, емоцијата кон татковината. Ние во новата програма посветуваме посебен столб, посебен дел кој што ќе ја поврати таа емоција кон нашата татковина, да си ја сакаме како наша втора мајка. Затоа уште еднаш еве да не должам, би сакал на сите вас од прв до последен да ве поканам вечерва од 19 часот да ни се придружите на најголемиот всенароден митинг кој што ќе се одржи пред платото на владата на Република Македонија, каде што ќе говори идниот претседател на Републиката, професорката Гордана Силјанска-Дафкова. Да ни се придружите, заедно да покажеме колку сме, заедно да видат дека не има и дека на 21 април, а потоа и на 5 мај се разбира, Републиката Македонија добива жена за председател во професорката Гордана Силјанска-Дафкова. Да ни се придружите, заедно да покажеме колку сме, заедно да видат дека не има и дека на 21 април, а потоа и на 5 мај се разбира, Републиката Македонија добива жена за председател во професорката Гордана Силјанска-Дафкова. А потоа се разбира, после големиот триумф на професорката Силјанска-Дафкова следуваат предвремени парламентарни избори на кои што ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за подобра Македонија, но и историјата најголемата некогаш направена коалиција во Република Македонија, тоа е коалицијата со народот, ќе им покаже што значи победа и што значи навистина одзивот на народот и реакцијата на народот за сите оние лаги, за сите оние нереализирани ветувања, неисполнети очекувања, за сиот оној криминал, понижувања, за сето оно омаловажување на сопствената држава и сопствената нација, која што за жал денеска во Република Македонија е секојдневие. Победата на предвремените парламентарни избори ќе отвори една нова страница, една нова книга за историјата во Република Македонија.